Кривичниот суд не смее да го продолжи судењето за ТНТ со поротник чиј мандат е истечен, вели адвокатот на еден од обвинетите во случајот. Тој го повика судскиот совет веднаш да го констатира престанокот на функцијата на поротничката Лидија Ивановска-Кочковска. Во спротивно, најави кривични пријави. Ваквото барање до судскиот совет го достави со цел судскиот совет да застане во одбрана во принципот на владење на правото, како и да ги спречи натамошните повредувања на правата на обвинетите и на оштетените во предметите кои се водат пред Основниот кривичен суд во Скопје. Ова од причина што ако еднаш се воспостави ваква пракса на кршење на законите во Република Македонија и тоа на високиот судски орган, за жал таа пракса би продолжила и понатак. Според Страшевски, ако судењето по празниците продолжи во овој состав, евентуалната пресуда која би ја донел кривичен ќе падне на апелација. Тогаш вели целата постапка ќе треба да почне одново. Судење во разумен рок ни одговара на сите за да се дознае вистината. Меѓутоа, со пропуст во постапката не можеме да кажеме дека има судење во разумен рок заради тоа што има процесен пропуст кој е спротивно на законите во државата и таа пресуда како таква не би можела да обстои. Предметот секако од апелација би требало по тој основ да се укине и повторно би се вратиле на истото што сега ние го бараме. Кривичниот суд пак брза да го затвори случајот. Преку писмено соопштение од судот информираа дека рочишта ќе имало секој ден во периодот од 13 до 27 јануари. И оти тоа било во корист на обвинетите. Инаку последните судења за ТНТ се одржаа во тензична атмосфера. Адвокатите бараа прекин на судењето, се дур не се најде замена за поротничката чиј мандат истекол по сила на закон. Тогаш судот го одби ваквото барање на адвокатите со образложение дека престанокот на мандатот се уште не бил констатиран од страна на судскиот совет. Инаку последните две судења за случајот ТНТ, кој е во завршница, се одложија поради отсуство на екс-градоначалникот на Газибоба Тони Трајковски, кој беше претепан додека шетал во населбата Железара.